Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. За почеток, погледнете 3 минути од едно многу убаво интервју. Ако ви се допадне, можеби ќе го репризираме до крајот на сезоната. Ви прифатили ли предвремени избори? Да, СДСМ ќе поддржи предвремени избори. Всушност, мислам дента кога ќе биде јасно дека сме ги завршиле нашите европски обврски кои ќе значат преговори со Унијата. Всушност, мислам дека ми е погрешно прашањето. Значи, прашањето не треба да биде дали СДСМ прифатила. Логички опозицијата да побара предвремени избори, а вие не барате предвремени избори. Се плашите дека ќе изгубите? Чекајте, тоа само во Македонија се смета дека од дента кога ќе завршат изборите, од следниот ден треба да се бараат предвремени избори. Ние го почитуваме оно што го одлучиле граѓаните. Разговарам со истата Шекеринска, која беше подпредседател на СДСМ 2001 година, кога вие баравте предвремени избори во век на воена криза во Македонија. Од една станавте толку толерантни, толку демократични. Од 2001 СДСМ не бараше предвремени избори. Да, тогаш имавте висок рейтинг и баравте предвремени. Сега имате мизерен рейтинг и не барате. Тоа е разликата веројатно. Вратете се назад, вие ги имате архиви. Ама зашто само ме враќате назад? Да гледаме напред. Па затоа што лажете за тоа што се случило претходно. Јас лажам. Во 2001 година СДСМ не бараше предвремени избори. Ако веќе смете дека лажам. Еве, имате камера. Дали можете да им порачате на ВМРО ДПМН, као Радмила Шекеринска, лидер на СДСМ, дека сакате предвремени избори и побарете термин за предвремени избори? Бујру, камерата е ваша. Јас веќе ви го одговорив прашањето. Дента, кога Македонија ќе направи, јас не сакам да бидам одговорна за тоа што Македонија ќе испушти историската шанса да ја сочува предноста која што имаше во однос на регионот. Вие велите се комплицира приемот во НАТО. Македонија НАТО поканата ја имаше на тацна. Добро. И тоа што ни се случува овие денови е ноќна мора за државата. Кога ќе биде самитот на НАТО? Во април месец. До април месец мислите дека можеме да имаме избори? Не, кога вие мислите? Не, јас реков. Еве, и ви дадов одговор. Имате камера, имате можност, кажете кога сакате предвремени избори. Бланко е. Бланко ви дава можност да кажете. Кога би сакале предвремени избори? Господин Ефтов, еднаш одговорив, ќе одговорам 3 пати ако ме барате едно истото прашање да одговорам. Дента кога Република Македонија ќе ги обезбеди условите за да почне преговори со Европската Унија, следниот ден СДСМ ќе застане за идејата предвремени избори. Ова е дел од интервјуто со Радмила Шекеринска направено 2008 година пред предвремените парламентарни избори кои се случија после оние дебакал на Република Македонија на самитот на НАТО во Букурешт. Тогаш Бранко Царинковски беше председател на државата, Али Ахмети беше опозиција, односно не беше дел од владината коалиција Никола Груевски, а дел од владината коалиција беше Тито Петковски. Но и тогаш и сега СДСМ и Радмила Шекеринска не сакаат да одат на избори. Зошто? Да не ве лажат политичарите, почитувани гледачи, бидејќи секоја политичка партија на една година пред изборите точно знае како ќе помине на тие избори, бидејќи тоа им го покажат натрешните анкети. Во што е разликата? Разликата е една единствена. Сега улогата на опозиција има меѓународната заедница, бидејќи сегашната опозиција е доволно слаба да не може да истрче да му се спротивстави на Никола Груевски. Можеби погруба е манифестацијата на сила на меѓународната заедница, знаете, во ситуација кога опозицијата е слаба, а кога власта е мокна, што се покажа на изминатите изборни циклуси, изминативе 10 години, тогаш неминовно меѓународната заедница ја презема улогата да биде опозиција. Тогаш сушност по дефиниција е така. По дефиниција е така. За ние не треба да гледаме со затворени очи. По дефиниција мора да застане на слабата страна на некој начин. По таква ситуација конфликтот е помеѓу еден дел на граѓанството кој гласа за власта и меѓународната заедница која се става на страна на опозицијата. И тогаш веќе не оди омразата кон политичкиот постал противник, туку кон меѓународната заедница. Тоа е најлошото, што е најлошото во суштина и така се тоа и малку така се доживува, не? Кои се тие нам да ни кажуваат сега, не? Па зар не ни направи 2001, па атентат на Глигоров, па Борис Трајков. Почнуваат тие теории на заговор, фрустрации, тоа власта го подкрепува со тоа смисла и добивате се уште наместо таа криза тие да некој да решава, тие ја продлабочуваат и затоа мислам дека они толку не се мешаат до крај. Не може да застанат до крај на страната на Заев или да речат до крај дека ова власт вредитура. Видите, професоре, ние имаме две групации. Неки направат многу лоша услуга во тој поглед. Во тоа е целата. Они веќе прават. Они го бараат сепак дека се верува дека сепак спорот, така условно да кажам, ќе се реши одвнатре. Како ќе се реши одвнатре? Ќе да се добие тој печат да се решава одвнатре. Инаку е уште полошо. Ние имаме две групации. Во моментот на политичката сцена или на општествената сцена.
Едната групација се луѓе кои растеле во периодот на транзиција, значи поминале ни со оној период на транзиција, па биле деца во периодот на 2001 година и они ги носат тие фрустрации. И тоа развива еден радикализам во тој десен политички блок. Од друга страна, во левиот политички блок, кој веќе 10 години се надвор од власта, а имат една генетска вграденост дека треба власта да им припаѓа иманентно секогаш и кога ќе го сакат, бидејќи 60 години биле власт. Со имате две групации кои се генерално поставени на многу проблематични позиции. И цврсти позиции. Цврсти позиции. Еве го конфликтот. Не, конфликтот е, условите се создадени, но проблемот е како да се воспостават тие канали. Една од моите разбирања на овој конфликт кога започна објавувањето на бомбите на Заев, јас имав едно толкување во смисла дека Заев веднаш треба да биде уапсен. Веднаш. А другиот ден, Груевски да поде во собрание, во парламент да си поднесе оставка и да се остават сега колку може тие институции да го решаваат тој проблем. Да си има нормално избори и така натаму и така натаму. Мислам, во таа смисла, тогаш дека, но тоа е претпоставена ситуација. Сега е многу касно, сега веќе, како би рекол, многу материјал се покажа во македонското општество. Многу деструкција, значи многу е негативно. Ние почнуваме веќе после тие бомби, тешко веруваме во институциите, посебно во ништо. И она што како го објаснувам тоа се фигуративно, не, дека кога го нападнале полето разни штеточини, глувци, стаорци, не, оние кои што јадат све и така, фигуративно го објаснувам, не, нема можност тоа да се, како да се спаси до тоа, и му текнало на еден, вика, има горе, вика, на брана, луѓе, ќе ја пуштиме и овој ќе се исподават, вика, овој сите, ќе ќе сите скаколци глусти. Но нема поле. Отиде полето. Отиде полето, сега, јас го изведувам, тој може и груб заклучок, не знаеме сега кои се поголеми штетите, А се направени. Тие се направени се штетите. Се како тоа да се санира, односно како да се даде до знање дека да собериме сили да почнеме нешто од почеток. Тука дојаат странците, но они не се мешаат, не се толку, како би рекол... Па не се иде тој формат како што беа пред 10 или 15 години. Например, американците го има Кристофер Хил, кој знаеше на еден обландиран начин да го направи. Да, тоа и 2001 година искуствата се многу и позитивни и негативни. Ако ќе почнат да наметнуваат решенија. КСДСМ работи дека да не се менуваат, почитани гледачи. 2008 година го имате истиот вокабулар, што можете да го видите од интервјуто со Радмила Шекеринска, и сега од вокабуларот на Мерсел Белјали, кој е еден од најблиските соработници на Зоран Заев, можете да препознаете ист таков ракопис на навреди од типот на лажго, купен, платен и така натаму и така натаму. Никако тие луѓе да сватат дека таков груп вокабулар не поминува кај граѓаните на Република Македонија. Јас не познавам во политичката историја и политичката теорија некоја политичка партија да победи на избори ако користи такви агресивни навреди, не само кон гласачите, не само кон политичките противници, туку и кон медиумите. Се спремате за нова функција? Не. Запиши го тоа. Така? Запиши го што ви кажа. Не знам, таму гледам на факултет се кажувале дека ректор на Тетовски универзитет. Тоа можно. Наука да. Ректор на Тетовски, па и мебел сте бирале. И мебел сте бирале за Тетовски универзитет. Немај, значи за него. Сега ви селат многу луѓе да ви лобират. Пријатели со него, со ректор. Така ре? Ами добро, пријател, ако не зафркни пријател, кој ќе зафркни, што се вели на Балкан. И мебел сте бирале нов така за ректор на Тетовски. Тоа се мобетите у градот. Вие ректор на Тетовскиот универзитет, владиката Наум, поглавар на... Да, смислите нешто подобро од ректор. Кажете што сакате, ние ќе кажеме, гледате сега е време кога само желби се исполнат. Само требаше 10 години порано да биде тоа. За жал. Сега видите се, тоа не може да се бира, знаете, тоа не може да се бира, али ако веќе винот и мебел слушам сте одбирале и сте лобирале ке колеги на факултет да дојдат на Тетово или во Тетовско да предават, тоа значи дека сериозно работите на тој проект. Уште да победите на избори, са тоа е проблем. Прво, јас никогаш не победувам. Точно. Ама и никогаш не губа. Не губите тоа 10 години. Сите овие луѓе со кои сте били вие советници губеле. Не, напротив, лично како Мерсел Белјали, значи никогаш не губам, оти јас и живеам во мојот свет, кој е секогаш победнички, оти верува во морал и Господ. И така функционирам. Другите, значи, компоненти губат или победуваат, ама тоа за мене е ирелевантно. Јас имам, значи, една насока, еден правец, кој верувам дека ќе продолжи, ево сега јавно ви кажам дека утре дента ќе дојде некоја друга структура,
Јас пак ќе бидам опозиционо настроен. Господине Мерсал, бевте у ПДП, нели? Бевте. Гледате кај заврши таа партија. Бевте ке Бучковски? Бевте. Гледаме кај заврши Бучковски. Бевте ке Борис Трајковски? Бевте. Како заврши Борис Трајковски? Сите гледаме. Таму да ме Сега сте близок и кај Заев. Најомилен албанец сте у Струмица. Уште спомените таму цензурат на Струмица да ви стават. И сега не ви сакала асоцијација со овие тројца како завршија и партијата ПДП да правиме за Заев, меѓутоа вие сте близок и тоа не може да се крие, да се негира. Ама нит негирам, нит крием, јас сум близок човечки кај со него и веројатно ќе продолжам и понатаму да бидам близок, но тоа што ќе се случи ако станува Заев премиер, што ја претпоставам дека е многу лесно изводливо, тогаш ја ќе бидам опозиционер. Значи не во смисла на критизер, туку ќе анализирам кои пропусти ги прави власта, кои според мене се пропусти. Може би да е погрешно, но тоа е мој став. Значи така функционира. Го познавате Ѓорги Кимов? Го познавам одавно. Да, Ѓорги Кимов беше советник на Киро Глигоров, па подоцна советник и на Бранко Царенковски. Значи никош не бил близок до десната политичка опција, секогаш бил многу поблизок до левата политичка опција. На неговите анкети, последен пат СДСМ води во својата историја, тоа е декември 2005 година, после они кандидатски статус што се доби таа 2005 година и они голем огномет и прослава што беше на Скопскиот плоштад. Тогаш Груевски се бунеше против анкетите на Кимов, и тоа Кимов ги погоди и анкетите што беа за изборите 2006, сите останати анкети. На тие анкети сега Груевски води 2,12 према 1 во однос на Заев, што е драматична разлика на анкети. И вие пак велите големи се шансите Заев да победи. Освен со кран да го земате, да го инсталират на Илинденска без избори, нема како да победи. Ево да ви кажам дека Груевски губи. И тоа месеци се во прашање, ово што се прави како сондажа нема врска. Во услови на заплашени луѓе. Значи катастрофа може да добиете погрешни резултати. Само да ви кажам, јас пошто се шетам из цела Македонија и правам сериозни анализи, значи стручни, да не кажам и научни. Ми доаѓа, значи, резултати што фрапантно се косат со тоа што не дека сакат некого, туку очигледно не сакат некого. Значи власта во Македонија, Груевски, се прецептира кај луѓето како мафијарска власт, како група која киднапира држава. Дури ако ја киднапира ВМРО ДПМН. Ево сега пак у линк сум со група која функционира во рамките на ВМРО, која наскоро ќе излезе површина и која е видливо организирана и која е загрижена за ВМРО. Колку долго сме ние пријатели? Веројатно повеќе од 10 години. 20 години. 20 години. Пред сите избори, последните 10 години, дали правиме на ваква политичка анализа? Правиме. Сте погодили ли една политичка анализа? Нели се договоривме да почнете да го фалите Груевски? Не. Нели се договоривме да го фалите Груевски, ако сакате да изгуби? Се доека велите ке падне и ке изгуби, он победува. И вие сте упорен човек у промашени анализи, и он е упорен да докажува дека имате промашени анализи да ја победува. Значи мора не да 10 години. Почнете да го фалите. 50 години вака може да победи Груевски. Значи, додека мафијата се уште контролира медиуми, судство, администрација, тој не победува. Тој си запишува гласови, тој си е магнет, се лепа по интернет. Но тоа завршува брзо. Тоа ви кажувам. Значи, не дека победува СДСМ. Губи мафијата и по тоа логика губи Груевски. Тој заврши заедно со Амети. Нивните глупости се астрономски. И вие со здрава логика не може да предпоставите астрономска глупост. Што сум ја запрепастен? Па вие сте работеле со Бучковски. Гледате зашто све криминални активности се товари. Сте близок со работник на Заев. Единствен аболиран лидер во југоисточна Европа. Може би има не дека во Азија, во Африка, аболирани претседатели на политички партии. И вие со таква леснотија зборите за мафија, за криминали. Па вашите пријатели се мафија и криминали, може би исто како власта. Секој треба да подложи на постапка. Дури и јас да сум. Значи не зборуваме за дека овие не треба да... Сите треба да подложат под нормална постапка, рамноправна за сите, да се документира. Се направиле дело или не. Видите што прејанева.
Она сака 2 предмети да излечи од обвинителството. Кој нели сите велиме дека е неспособно, не работи добро и така натаму, веќе ја прифатиме таа квалификација дека Зврлевски е неспособен и дека не работи доволно добро. Но што прејанева? Сака да излечи 2 предмети. Едниот е Маđар Телеком, кај што сака преку Маđар Телеком да биде уценуван Али Ахмети, нели да не биде толку кооперативен и близок со Никола Груевски, и второто дело кој треба да биде излечено од јавното обвинителство и префрлено кај нева е подкупот 1 евро за вицето. Значи, видите, тука не можеме да речеме дека нема тенденција, има многу смислена тенденција да биде забошутен еден криминал, а постојано да се говори за еден друг криминал. Треба за двата криминали се говори. Или ке се говори за двата, или нема се говори за ниеден. Не може некој да се прави честна сестра мајка Тереза, а е догушил криминал, а другите да бидат само криминалци у Македонија. Значи, ние тек сме на почетокот на тоа што работи специјално од јавни обвинители, со сите гранади ја напаѓат. Не напаѓам за два случаи. Чекај да видиме сега што ќе вади. Веројатно таму има многу што. Ние напротив треба да го поддржиме специјално од јавен обвинител со сите средства да го вади се што има, за секого. Значи, тука е улога на медиумите, а не на стартот да се камења и дрва против нејза и нејзината структура, затоа што некој ќе биде загрозен. Затоа што некој некого уплатил и подплатил поради тоа. Прва пауза за реклами, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел на емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кога веќе не учиме од нашите грешки и нашите лоши проценки, тогаш треба да учиме од лошите проценки на меѓународната заедница во однос на некои други слични политички разврски, како што е македонската, например во Турција. Целата меѓународна заедница во еден временски период беше нафрлена против Тајип Ердоган. Тој не само што не беше симнат од власта, туку на вторите избори кои беа организирани 6 месеци после големите афери кои беа извадени, убедливо се проштета на тие избори. Одеднаш таа меѓународна заедница се вмешува во политичката криза како, ајде да речеме, слон во порцеланска продавница, многу несмасно, значи многу несмасно. Па може да ги разберете и како тие да ги разберат нашите проблеми докаде. Ако вие немате внатрешен некој капацитет, ако не градите, што ќе направи еден од типот овие кои доаѓаат од надвор. Ако кажете меѓународна заедница, тоа е малку апстрактно, не? Ако направат партија, таа меѓународна заедница, ако направи своја партија, меѓународна партија во Република Македонија, па таа ќе помине полошо од Иван Величковски. Мислам, знаете, и ако вие правите во наводници коалиција со меѓународната заедница, вие целиот овој товар негативен го зимате и го лепите за себе. Јас не можам докрај да го разберам кога ќе кажете вие меѓународна заедница. Па мислам на Махавите, мислам на Орав, ние повикуваме, тие се тука на некој начин, така. Они имаат некој став за тоа, да. И велат дека вие сте нестабилни, имате проблеми, како да ви помогнеме? Тоа е синдромот на црна вдовица. Се качувате на неа, ме носи до пола река и вие ја убивате. Така е, да. Сам мислам да бидеме искрени. Така е, да. Тука сте во право. Кој во моментот се залепи со меѓународна заедница, тој губи.
во оби бидејќи негативната перцепција за меѓународната заедница е огромна. Па е создавана подолг период во Македонија, иако ја не сум за лично не верувам во такви од тој тип на завери, од тој тип. Сепак постои една меко разбирање на проблемот. Мислам дека завера имате проблеми, ние сме тука да ви помогнеме. Ние бараме да одиме во Европската унија. Така? Затоа мора да имате некои правила, кои ќе мора да ги почитувате. Разбирам вас. Од тука понатаму е се нејасно. На интересите. Тука влегуваме во таа сфера веќе, довде реторички тоа го разбирам, но понатаму во сферата на интересите тоа е малку поинаку. И тука Македонија мора да се лоцира некаде. Што ќе изгуби, што ќе добие. Мораме да рачистиме за тоа. Ние не сме рачистили. Во секоја држава која сака да биде скршена волјата на народот или таа волја да биде месена како пластелин, секоја меѓународна заедница удира по 4 столба на таа нивна државност. Тоа е црквата, тоа е академијата, тоа се вооружените сили и тоа се медиумите. Така беше во Србија, кога требаше да биде скршен српскиот дух, така и сега во Република Македонија. Се намераче и на крајот ја скршија МАНУ или Македонската академија на науки и уметности. Во која смисла ја скршија? Па на некој начин им пречевте силни, веројатно. На едоа начин ве мелеа, ве дробе и на крај ве скршија, што се вели. Не би рекол, видите, МАНУ сепак и во овие тешки времења, мислам дека ја задржа, апсолутно ја задржа својата самостојност, како врвна научна институција. Ние немаме особени притисоци од страна на политиката, нити дозволуваме тоа да се случи. Не мислам од политиката. Да. И не мислам од актуелната политика. Да. Мислам од одредени структури, знаете на кои може би им пречи македонштината. МАНУ е еден од 4 символи на македонштината во рамки на Република Македонија, последен формиран, ако земе да речеме она безбедносна структура, па да земе медиуми, па црквата и на крај дури 67 година е формирана МАНУ, ама првото кршење на македонштината почна од МАНУ, значи ретроактивно што се вели. Па добро, во таа смисла има такви искази врзани со МАНУ, кои што често пати се некритички, да се критични во однос на состојбите во МАНУ, тоа е една работа, често пати се злонамерни, често пати одат, да речеме, дури до посмевање и иронизирање на функцијата и улогата на МАНУ. Меѓутоа мислам дека со тек на време полека тоа ќе се исцрпува како енергија, бидејќи сепак МАНУ останува како врвна научна институција со свој дигнитет, со свој интегритет и ние сме решени до крај тоа да го почитуваме. На кого не му одговара Македонската академија на науките и уметностите да биде татко и мајка на македонската држава, да биде совеста на македонското општество и во полна кондиција да ги дочека овие тешки политички моменти, тешка политичка криза и со силата на својот авторитет да се појави можеби како арбитар, да бидат решени на најдобар начин за македонската иднина сите премрежа низ кои сега поминува македонската држава. Имаше 2001 година оној проект за кој стоеше целата власт, меѓутоа МАНУ беше пуштена низ вода за размена на територии. Некаде пред 6 години дојде ова енциклопедија, кој исто така беше искористена за кршење на кичмата на МАНУ. И мене ми се чини дека сите овие удари на МАНУ се за да дојде до промена на името на МАНУ како предходница на промена на името на државата. Да не биде Македонска академија на науки и уметности, туку да биде Академија на Република Македонија, што се две суштински различни. Апсолутно, и мислам дека тоа никогаш нема да го дозволиме, бидејќи видите МАНУ ја докажа, да речеме, оправданоста на своето постоење. Ние сме малку можеби виновни затоа што нашата огромна активност на уметнички, на научен план и уметнички план, што е основна дејност, едноставно... Ма вие не сте институт, знаете, професоре. Видите, МАНУ во критични моменти веќе се плаши да се појави во јавноста. Се појави 2001 година и беше апсолутно избришан патос со МАНУ. Видите, Македонија поминува низ тешка политичка криза и никој од МАНУ не излага во име на институцијата да каже, да се понуди, да арбитрира. Доаѓа тамо некој нестрекник од Белгија, кој не можат години и пол дена да формираат влада и тој ќе ни средува овде. Која е сега природата на МАНУ? Видите, МАНУ зборува со силата на научните факти, со силата на аргументите. МАНУ не може и не смее никако да се инволвира во дневно политички прашања, меѓутоа факт е дека МАНУ мора да ги искажува јасно своите погледи, мислења за стратешки, за клучни општествени прашања. Да, ама дека вие се вклучувате во дневно политички настани, политиката ве користи ко боксерска вреќа. Видите што направија со енциклопедијата. Па без малку ќе кампува овде пред МАНУ. На крај ќе ве натерат па рамковен договор да примате луѓе во МАНУ.
Не, тоа нема да се случи, ние тука... И како примивте мислим, бивши инспектор ВУЈП? Бивши инспектор ВУЈП нема 2 книги напишано, сега е академик. Нема потреба да го спомнам името, сите го знаат. Не можеше да попис да направи од државата, а сега е еден од клучните академици. Сепак мислам дека има многу строги и остри критериуми врзани и стандарди со приемот на луѓе во МАНУ, така да тука скоро и да немаме некои позначајни промашувања околу приемот. И има многу дезинформација. Ке дојдеме во ситуација мокните банки од кои зависи функционирањето на МАНУ и еколог или некои такви компании од албанскиот дел да одлучат кој да стане академик и кој да иде на чело на МАНУ. Тоа ве уведувам дека не може да се случи во МАНУ. Кога и да се случат изборите, тие ќе донесат одредена политичка разврска. Нечии политички кариери неславно ќе завршат, нечии амбасадорски кариери уште по-неславно ќе завршат. Меѓутоа таа омраза која е посејана помеѓу граѓаните и народот во Република Македонија уште долго време нема да биде ископачена. Да можевме ова омразава да ја продаваме, ќе бевме најбогата држава во светот. Видите, омразата кога е дел од политичката игра е многу опасна. Ма присутна и секаде. Овде секој со секој се мрзи. Знаете, ако говорите за патолошки тип на омраза, Ова е политички, никој политички тип на омраза повеќе ги, како би рекол, ги инфицира институциите. Поединецот е тука само инструментализиран во една политичка игра која што завршува на најлош можен начин. Како завршува? Завршува како што завршува во Македонија. Со деструкција. Со деструкција и тука практично вие механизмите да се прекине тоа внатрешни се ги нема. Затоа се бара од надвор некој да стави крај на тоа или во крајен случај, мислам во крајен случај која знаете во историјата, тоа завршува со вистински пучеви. Гледате овде ружи да насадите, ако се црвени ќе ги сакат едните, ако се плави ќе ги сакат другите. Па тоа е таа, затоа говориме за таа поделеност. Благородна работа, значи ружи да насадите. И второ, она што сакам да го потенцирам, кога веќе говориме за омраза од тој тип, кога омразата ќе, како би рекол, таа ќе се монетаризира, ќе стане финансиска препознатлива, таа е многу опасна. Во тие системи, во тие ситуации, како се вели не, се умира за идеја, но се убива за пари. Секој доктор ќе ви каже дека стресот мора да се манифестира. Ако не веднаш, по еден одложен период. Значи ние сме држава која е под стрес веќе долго време. Значи не можеме ние... Сапени се сите овие енергија... А никош не сме дали премногу енергија. И за разлика од останатите држави, знаете ви од 90-тите години што се троши енергијата и за транзиција, и за меѓуетнички односи, а и за политички кризи. За разлика од другите држави. Во суштина сега. Тука се е споено. Сега тој стрес ние ќе мораме да ја платиме цената. Па плаќаме, таа е платена веќе во некоја смисла, не? Само докаде ќе води, не? Докаде ќе води. Реков да не, јас се плашам од дена да не излезе нешто од контрола и да оној човек кој што викаме ние се обичен, не, ние сме сите обични на некој начин, превеземе некои нешта врз себе да ги решава. Како викаше Пашич, се бунтува народот, стега, има уште можности. Чути. Ако молчи, тогаш пласиш се бидејќи ќе излезе на улица. Улица туку и дури нешто во една друга смисла, не да. Значи да се плашите од народ кој молчи. Од анархистички некои однесувања кои што не се веќе не само за Европа, туку и воопшто во цивилизацијата. Тие биле присутни во македонската историја. Присутни во Македонија и некој вела дека дали колку е македонецот склон кон тоа не би рекол, но во тие ситуации излезот ќе се бара во такви решенија. Како вика Даме Груев, подобро ужасен крај отколку ужас без крај. И тука стои таа ментална матрица може да формира таква една ситуација и тоа е опасно. Тука веќе не знаеме како би завршиле некои држави, како што знаеме така како завршиле. Имаме примери. Историјата има примери такви. Супер. А кај нас сите услови се сега за сега исполнети. Но да не веруваме дека такво нешто може да се случи.
Ова е воениот полигон Криволак, или најголемиот воен полигон на поранешна JNA, се простира некаде на 26.000 км квадратни, или тоа е 10% од територијата на Република Македонија, што е фрампантен податок. Значи овде на овој полигон се стационирани или може да бидат користени 10% од територијата на Република Македонија. Ова е најголем воен полигон во тоа време кога се гради не само на просторот на поранешна Југославија, туку на просторот на цела Европа, и всушност ова е еден од најмокните, најбитните и најстрого чуваните воени тајни на поранешна Титова Југославија. Криволак е една од трите клучни позиции на американската стратегија тука на Балканот, заедно со базата Бонстил кој се наоѓа на Косово и заедно со планината Кожов, кај што е сместен рудникот Алчар. Всушност преку оваа точка Криволак американците може да ја контролираат целосната Вардарско-Моравска долина, да имат контрола врз идната железничка брза пруга која ќе се гради со кинески пари, која ќе оди од Будимпешта па доле до Солун, и евентуалната изградба на тој руско-турски тек кој треба да носи руската нафта и рускиот природен газ од територијата на Русија до територијата на Западна Европа. Ја ходиме историски, почитувани гледачи, ова е точката која Македонија дели на два дела. Тука всушност била и границата докаде дошла војската или докаде била државата на Александар Македонски, во близината на Криволак биле главните бази или главните караоли на војската на Александар Македонски, која бранеле неговата држава од нападите на тогашните диви племиња. Приказната е многу интересна, почитувани гледачи. Некаде пред година и пол дена, тоа е 2014 година, во Белград се одржува седница на трилатералата или на европската секција на таа трилатерала, што е влада во сенка, која во Белград треба да распара за клучните безбедносни прашања во делот на југоисточна Европа. Таму е поканет македонскиот претседател Ѓорги Иванов и на таа седница е расправано за затворени врати за тоа што може да се случи во овој регион. Уште тогаш, кога ја снимав интервју во Белград со еден од членовите на трилатералата, господинот Јова Ковачич, ни беше кажано дека се подготвува одредена бегалска криза. 2 месеци подоцна, во јануари 2015 година, ја снимам емисијата за бегалската криза, иако тогаш нема абер дека нешто такво ќе се случува на територијата на Балканот и Република Македонија, а подоцна тоа ескалира до одредени граници кои се заканува да ја растурат безбедносната ситуација во рамки на Република Македонија. Ова година, 2016 година, сите предупредувања укажуваат дека бегалската криза ќе експлодира со уште поголема жестина на ова наша територија, меѓутоа немојте да заборавите, уште пред година и пол дена трилатералата расправала за таа бегалска криза. И на тој состанок и на другите следни два состаноци во Брисел не е поканет Никола Груевски, поканет е Ѓорги Иванов. Зошто? Ке треба да одговори времето. Што договоривте пред 3 недели тука во Белград? Беа поканети многу гости од соседството. Ѓорги Иванов, македонскиот претседател, беше тука. Беше гостин, говореше на трилатерала. Захвални сме што е бил. Мило Џукановиќ беше поканет, присуствуваше, Александар Вучич присуствуваше. Имам информација дека и Бакир Изетбеговиќ бил поканет, дали присуствувал, не знам, вие ќе ми кажете. Не. И дека откажала во последен момент претседателката на Косово, Јахјага. Yes. 1999 година македонската влада и македонскиот премиер Љупчо Ѓоргиевски дадоа своја согласност за НАТО копнена интервенција од територијата на Република Македонија на територијата на СР Југославија. Тоа имаше многу битно влијание врз текот на изборите 99 година, тоа се претседателските избори на кои победи Борис Трајковски и локалните избори 2000 година. Во однос на тоа искуство, јас денес проценувам дека македонската конјунктура во однос на ова бегалска криза и таа македонска конструктивност може да има баш битна, многу битна улога врз текот и резултатот на парламентарните избори без разлика кога ќе се одржат. Господине Ѓоргиевски, дали е 1999 година НАТО побара од Македонија територија за копнена интервенција на Косово? Да. НАТО претходно имаше дозвола за војно поминување, за авиацијата, за поминување на авиацијата преку Македонија. Меѓутоа, точно на датумот не се сеќавам, негде месец дена пред капитулацијата на Милошевиќ, бев повикан во Вашингтон, кај што господја Младен Молбарт ми ја побара таа дозвола, дека тие веќе се спремаат за копнено влегување во Србија, така што таа дозвола беше побарана. Пред 5 дена во Брисел Ѓорги Иванов, после средбата со највисокото раководство на Европската Унија, заедно со претседателите или премиерите на Србија, Хрватска и Словенија, расправа за бегалската криза или за ефектите и експлозијата која таа бегалска криза може да ја направи на територијата на Балканот и на Македонија во наредните неколку месеци. Изјавата на Иванов е доста индикативна, кај што тој вели дека Македонија не прифаќа да биде таа надворешна линија и граница на Европа во однос на таа бегалска криза. Тоа значи дека Грција се смета како одредена неспособна држава да се спротивстави на таа бегалска
бегалска криза и првата борбена линија во наводници треба да биде Република Македонија. Пред 2 недели во грчкиот парламент поранешната министерка за надворешни работи Дора Бокојани му поставува пратеничко прашање на сегашниот грчки министер за надворешни работи дали е точно дека Македонија веќе се договорила на нејзина територија да биде изграден нов бегалски град и дали ако тоа е точно, тоа ја прави македонската позиција многу помокне во тие преговори за името во споредба со позицијата на Грција. Господине Мерсел, Кажи. вие сте човек кој гледа малце пошироко од Македонија. Ама он ќе води, ќе ви се договори со Бајден како што се има договорено. Ќе биде кооперативен во бегалската криза. Ќе биде кооперативен со идната американска администрација во поглед на името. Завршена е работата. Ако Груевски или Ѓорги Иванов, како што се вели, има дадено конструктивни насоки и имаат прифатено да бидат конструктивни во таа бегалска криза, пак на таблата они ќе имаат кралица и вие ќе имате конј. И пак ќе изгубите. Не ја гледате крупната слика. Не, прво не треба да ми се обратите дека јас ќе загубам нешто. Па добро, вие имате таква формулација. Стварно ја не припаѓам на ниједна структура. Ќе изгубат и вие настапувате таква Може позиција. да кажете дека граѓаните пак ќе изгубат, државата пак ќе изгуби, од и Македонија стана, значи примерна катастрофа. Граѓани гласат за едните, граѓани гласат за другите. Знаете, вие се понесувате. Оставите граѓаните, не е проблем кај граѓани. Граѓаните били у фашизам, у комунизам, секаде живеле. Оставите ги граѓани. Вие се однесувате како граѓани да гласат за едните, а стока да гласат за другите. Не. И за двете партии гласат граѓани, за едните гласат повеќе, за другите помалку. Тоа е разликата. Ама земете Чаушеску, нели му аплаудирале 20 минути човек, после 10 дена го заклале. И во Романија. Значи, во Романија. Значи не може да резонирате тоа граѓаните како у моментот размислуваат тоа поради. Прво не ви личи ко професор. Чаушеску имаше слободни избори во Романија. А овие беа слободни. Во најтврд комунизам. Не, ама овие се слободни избори. Во овие 25 години барем едни слободни избори имало кај што победил СДСМ. Барем едни. Со истите граѓани гласа СДСМ и победува 90. Четврта победува 2002, победува 2004 со Бранко Сенека. Ние се реални слободни избори сме имале само во 91 година. Потоа не дека има насилство, но има лукративни интереси се поврза луѓе. Било да е левицата или десницата. Љупчо победил многу фер, нели? И загубил многу фер. Значи не се разговара за десница, за левица, се разговара за мафија од која ќе исчезна наскоро, според моите информации. И сигурно завршува приказна да суди. Дури ќе го сменат името. Може да биде контра услуга дел од затворот да им се опрости. Но дека да продолжа со ниво владење завршена приказна. Ама ова ќе биде юбилејна 10-та промашена проценка и анализа. Нека биде нови кажам дека Ама упорен сте. Меморирајте го тоа. Ми ќе го меморирам 10 години, 10 години. Пак ќе збориме за неколку месеци пак да ме повикаш. Ама збориме секоја година пред избори, секој месец два пред избори ние збориме и велите готов е. Само што не паднал, како беше лани беше до 1 јуни. Па еве помина 1 јуни, 1 јули, 1 август, 1 септември. 2013 власта имала и 2012 велевте исто, и 2011, и 2010 имала помал број гласови од Вите, знаете, само да Мраз е по-постојан од вас и он точно доаѓа на 31 декември, дава пакетчиња. Ама зашто вие толку многу пред секоја анализа? Зашто вие пред секоја анализа, пред секој избор ова го кажете? Абе што ве натера вие толку многу да биде заинтересиран Груевски да победи? Кажи. Јас сум заинтересиран. Пошто вие сте медиум. Апсолутно, господине Мерцел. Не, вие сте медиум и вие треба власта да ја напаѓате, вие напаѓате опозицијата. Кажи ми што е вашето. Кого овде кажеш? Ја почнав да се сомневам во многу медиуми, вклучувајќи и вас, што едноставно поддржувате структура која е поврзана мафија. Кој е тоа тоталитарно размислување? Ако некој не се согласува, апсолутно, ако некој не се согласува со вас, вие се сомневате во него. Не се работи за согласност. Па што е разликата сега и 48 година? Тука се работи за тероризирање на поинаквото мислење. Тито се сомневал. Луѓе ги врзувате со лисици, ги хапсите и тоа е добро. Сега овој кој се на криминал, групен криминал, се шетат на улица. И така вие ми велите дека има слободни избори. Луѓе на голиот окода, бидејќи некој се сомневаше. Сега вие се сомневате во некој што размислува различно од вас. Тоа е колку тоталитарец еден лежи во вас. Добро, да ова тема да ја оставим, пошто ме повикавте за друга тема. Втора работа, гледате. Вие сега сте незадоволни дека луѓе не се апселе. Па
Па јас и вие сме разговарале дека тоа што го правило ВМРО изминатите 10 години е лошо и дека не се почитува презумпција на невиност. Не можеме да имаме двојни стандарди, господине Билјали. Ако ВМРО апси, тоа е лошо, ако СДСМ сака да апси, тоа е добро. Не е добро ни во едниот ни во другиот случај. Апсолутно не е така. Мислам, тоа е како што велите. Тоа е така, ама да се применуваше кај другите. И јас сега го напаѓам тоа што е направено претhodно, не ова тука сега. Значи, ситни наводно, ситни криминалци или прекршувачи на право и ги врзете рацете, сега макро криминалци ви шетат како кападаи и треба само да им носите руче таму. И добро. Значи тоа мисли дека е правен систем здрав. Ако се договори за бегалската криза, уште едни избори ќе изгубите. Што правиме тогаш? Не знам дека, ја не сум по таквите теории на заговора, дека се, ово ќе дадем, тука ќе земам, има некакви принципи. Еве што вели, например, пак ќе има бегалски кампови во Македонија, Дора Бокојани. Тоа ќе засили македонската позиција. Георги Иванов. Македонија не може да биде надвршна граница на ЕУ. Пред 5 дена средба во Брисел на највисоко ниво. Со Јункер и со луѓе од окружението, Тома Николич и премиерот на Хрватска и премиерот на Словенија. Трилатералата 2013 година, некаде октомври, ноември во Белград, прв пат се расправа за бегалски кризи, абер нема од бегалски кризи, по 4-5 месеци ескалира првата бегалска криза минатата година во Македонија. Повторно не е Груевски, Георги Иванов е поканет. Гледате колку долго се работи на тој проект. Ако некој од Македонија даде зелено светло, Македонија да биде конструктивна во таа бегалска криза, што се едни избори? Ке им ги дадат онака да се прошетат. Јас не резонирам на ваков начин. Значи, мислите дека тоа е кванташки пазар, ќе си купите нешто и ќе земете и завршна прика. Погледате Сирија што се случува, господине Билјали. Ја мислам дека секоја политика е кванташки пазар, за жал. Затоа е најстарзанаат во светот. Постариот, односно најстариот. Абе Македонија не спаѓа во таков ред или во таков клуб на државите за да можат такви големи давачки за да се дават без некоја посебна контра. Прва линија, вие барем пратите геополитика, ние сме во моментов прва линија на никаква линија. Ние сме околени со земји члени на НАТО. Тука видите што вели Иванов. Милиони жители, вие сте били советник, колку еден град не представуваат ништо. Не, точно, вие сте советник били на Борис Трајковски, знаете точно што значи ова изјава. Македонија не може да биде надворешна линија на ЕУ. Тоа значи Грција е нефункционална во моментот да се справа со бегалската криза, што кажува и баш Македонија ќе го надомести тоа. Пак ќе го дај Криволак. Еден град така Криволак тамо и завршена е работата. Ја мислам дека се е можно. Ова структура за да остане на власт се ќе направи. Ќе направи бегалски камп ако треба од 200 или 300 или луѓе, но ќе посакува да продолжи да се спаси, не да остане на власт, да се спаси. Гледате како се удира по темелите на црквата, почитувани гледачи, црквата е еден од столбовите на македонската државност или тоа што низ вековите не крепело и не одржало. Дедо Наум, кој политички протеже на Зоран Заев или негов духовен татко, има амбиција да оде на чело на Македонската православна црква. Освен Зоран Заев, има поддршката и на мокното влашко лоби, кој сака да има добри релации со грчкиот бизнис фактор и брзо решавање на проблемот со името. Дознавме од политичар еден, Ден Дончев, кој во Австралија кажувал на повеќе места дека во синодот на Македонската православна црква има поделби и дека четворица владици биле со владиката Петар, другите биле сите против владиката Петар и ќе биде сменет владиката Петар. И сега најверојатно се очекуваат изборите, па тогаш ќе биде сменет и можеби поглаварот, бидејќи еве почна пропагандата и против него, дека е алкохоличар, дека мрсел, дека натаму и некој ќе се токми најверојатно да стане поглавар на нашата црква. Не барат технички синоди таму. Па најверојатно ќе дадат на технички синод, ама можеби ќе треба и специјален обвинител да си обезбедиме во синодот на нашата црква за да направиме ред и поредок, инаку вака го штрнали работите, нема да одат на добро, бидејќи овдека веќе силата се покажува на митрополитот Наум дека тој ја држи во своји раце целата Македонска православна црква. Ајде да вие сте на местото на Наум. Понекој ваш колега би рекол дека имате хациенда во Грција. Нели во наводници, дека имате тамо јахта, дека носите монахињи или калугерки. Ви се нашли ли повреда? Па сигурно да. Гледате како Наум не реагира на тоа.
Има некоја повисока цел? Тоа е работа на проценка. Знаете, дали вие во овој момент ќе ја отварате кавката на големи звона во црквата? Знаете, нашата црква се сега наоѓа пред преговорите со Српската православна црква. Ке прави наум после изборите, ако се погодат коцките или се наредат коцките како што он сака, пуџ во рамки на МПЦ? Не верувам, бидејќи не мислам дека има доволно сили за тоа и дека тоа не би одговарало на црквата, бидејќи таа група на која што тој евентуално би сметал, сигурен сум дека ќе направи проценка дека на МПЦ во овој момент не ја одговара тоа. Амбициозен човек е, ја гради својата кариера со години, ги одржава релациите со луѓето со години. Во еден период беше највлијателен кај Лјупчо Ѓоргиевски, па се ретерираше малце, па со Хари Костов, па со Штирио Наков. Овој Арсени што беше монахче или што беше таму, па после се расчини сега нели световно лице од селото на Штирио Наков, значи клучен играч беше. Тоа што го кажувате може да се примени на владиката Петар. Знаете сами кога се избираше новиот архиепископ што се случуваше. Збориме за Петар, не е проблем. Значи тој има своји интереси таму, верувате? Петар нема веќе шанси да биде. Он беше декласиран на изборите кога победи Стефан и не мислам дека Петар некој воопште ќе се кандидира да биде нов поглава. А наум со политичка поддршка на Заев, тоа е веќе друга приказна. Не знам, меѓутоа факт е дека во црквата не сум сигурен дека он може да добие поддршка за таква некоја стратегија. Вито може и Заев нема да добие од државата, сега ова е теоретски, ние правиме анализа што се вели. Можно, се е можно. Може би наум ќе помине на избори исто ко Заев. Ќе победи или ќе изгуби, ќе видиме. Ќе видиме, ќе видиме. Во секој случај, во се тешки моменти за Македонската православна црква, која е нападната од сите страни, од сите соседи, сега е нападната и од внатре да биде формирана албанска православна црква. Тоа ја оневозможува и отежнува улогата на Македонската црква да биде кичма на македонската државност. Мислам дека ова е некоја игра во ова матно време кога нашите најголеми две македонски партии се препукуваат. Некој сака во матна вода да фаќа Охридска пастрмка или пастрмка од Радика, разбирате? Или сомови. Или сомчиња. Може и сомчиња, поише сомчиња ми личи. Да, така. Медиуми не чинат, никој не верува. Судство не чини, никој не верува. Црква не чини, пијаници. Образование доведено до... Не чини, ману не чини. Па што чини, знаете на крај? Тоа е државата во суштина. Што е државата? Како велат психолозите? Се скараш прво со братот, па со сестрата, па со комшијата, па со жената, па со и на крај ќе мора сам со себе да се скараш. Ако се кара сам со себе, мала е веројатноста или мала е границата да не си земиш пиштол и да си удри сам куршум од глава. Овде се води практично таква една дојдени се во таа ситуација. Мислам, не е заради тоа, иако ја не сум од тие кои што фаталистички да се гледа држава ќе обстојува, да не, тоа може стои, мислам да како би рекол, на опасностите некои во Македонија како поделено општество, да пред се стојат тие опасности. Не знам дали некој може да прогнозира како тоа се ќе заврши. Ова ќе трае 4-5 години, може би повеќе. Може би еден случај кој излева судски, тој ќе трае 2-3 години сигурно. Оди на суд, апелација, горе, доле, не знам што и не знам. Гледаме Љубен Пауновски. Ние ќе гледаме тоа во... Љубен Пауновски трае 10-15 години, има ситуации кои траат долго. Гледате, би сакал социолошки тука да ми искоментирате две позиции. Позицијата на Груевски и позицијата на Заев, кој во моментот ќе практицират. Речем, гледате, Заев сака да покаже дека е семоќен. Дека се зависи од него од државата. Он ако рече избори, има избори. Он ако рече Кати Цјанева, има Кати Цјанева. Он ако сака да... Во таа позиција е поставен. Тој е оформена таа ситуација во Македонија. А Груевски од друга страна сега веќе почна да глуми мајка Тереза. Ништо од него не зависи. Не било он 10 години власт. Тука едноставно све му наметнува. Тоа ништо не може да направи. Не може, не гледате странците, им помагат нови така натаму, така натаму. Од такви две позиции ќе се оди на избори. Свесно влагат двајцата. Изборите не решаваат многу. Мислам да не живееме во таа илузија. Дека изборите може да решат нешто во оваа ситуација, затоа што кој ќе изгуби или ќе добие тие избори, настанува некои покомплицирани ситуации од што постојат во Македонија. Еве да предоставиме дека ќе изгуби ВМРО ДПМН. Или да предоставиме дека ќе добие ВМРО ДПМН. Што ќе решиме ние во тој поглед? Оде станува длабоко за една, би рекол, култура на политичко обстојување која се формира долг временски период. Мислам дека овој бомба самоубиец кој има задача да расчисти нешто,
да го уништи полето со таа брана што велите што се пушта. Уништено, полето е уништено. Во тоа е целиот проблем сега. Мораме се соочиме со тоа. Дека полето е уништено. И ние кога станеме, кога се разбудиме, ќе сватиме дека живееме во нешто што не постои. Како да почнеме од почеток? Па веројатно со името. Некој намерно, свесно е деструктура државата. Има и таква едно разбирање, иако не сум сигурен дека може во Македонија да се обиде на некој начин тоа да го направи во овој момент. Тоа понатаму може исто така да ја искомплицира така ситуација и да немаме илузија, еден дел од луѓето, не голем, но они ќе почне да делуваат индивидуално, да прават некакви други проблеми, некои што ние малку ги имаме во нашата историја, познати се такви. Во делот на социјална патологија. Во делот на социјална патологија, да. Во овој момент е исклучително важно сите тие 4 столба на македонштината да функционираат во нивниот полн капацитет. Се останато е секундарно, почитувани гледачи. Вие не црпите силата од функцијата, вие не црпите силата од ингеренциите, вие црпите силата од авторитетот. Овде, во оваа зграда, се најавторитетните луѓе или треба да бидат најавторитетните луѓе во рамки на Република Македонија. Не може тие луѓе да преспијат политичка криза. Гледате, ударот на Србија почна од САНУ, од Српската академија на науки и уметности. Со сите грешки што ги направи САНУ, меѓутоа тоа беше срцето на српската држава. Ја елиминира, удира на српската армија. Македонецот нема толку однос кон армијата, има може и повеќе кон полицијата, кон безбедносните сили. И тука и тамо се случат исто, по удирење на медиумите и на крај удирење на црквата. Истите афери кои во Србија ги ваде за црквата, качевенда, педофилија и така натаму, криминали овде за нашата црква. 4 пункта кои се темел на една нација, овде темел на македонштината. Не може да биде тоа, ајде да речеме, неконцептуално и несмислено кога гледате дека перманентно се пикира тие 4 институции, кога на некој да сакаше и да одговараше да ве избриши. Токму тука е проблемот што има неразбирање на природата, суштината и функцијата на МАНУ. Видите, МАНУ има многу значајна, тоа и по законите и по статутот, советодавна функција. МАНУ дава совети, дава алтернативни решенија базирани како не дава, врз база на научни факти. И секој научен проект што ние го работиме овде, што го објавуваме, оди до соодветните ресорни министерства. Кој е вашиот став за политичката криза? Политичката криза, во која смисла, кој е политичка? Кој е вашиот став? Имаше едно-две сообщенија за МАНУ. Вие сте прв меѓу еднаквите. Да. Значи, прв човек на МАНУ, веќе неколку месеци. Ова е драматично дисторзирање на македонската држава. Добро, ние сме го кажале нашиот став како МАНУ. Прво, пазете, често пати тешко е да направите. МАНУ е мајката и таткото на македонската држава. Кажане став. Своевремено прво се излезе со едно сообщение во кое што се кажа дека овде станува збор за елементарно кршење на човековите права. Тогаш имаше една работа која што меѓу другото не беше добро примена и со право дека треба институционално и политички да се разрешува проблем. Година трае политичка криза во Македонија. Знаете, ако грип фати дете на 5 години, тоа лесно ќе излезе. Чекайте, МАНУ не е тој. Ако грип фати човек спортист, тука е проблемот. МАНУ не е тој што одлучува. Македонија секогаш била МАНУ има советодавна функција, на секаде науката дава совети, а одлучува политиката. Излеговме со сообщение. Второто сообщение беше дека договорот на пржина, ако не се реализира, бевме далеку, постои пропас, загрозен е опстојот, па го кажавме да бидете остри и треба да бидете уште поостри. Затоа ве провоцирам да бидете уште поостри, да кажете. Јас во моите интервјуа, во моите интервјуа ги кажав тие работи, апсолутно кажав меѓу другото, дека ние срамота е. Имаме абсурдна ситуација сега да разговараме за тоа дали сме способни да направиме фер демократски избори што ќе бидат меѓународно може да направи избори. Меѓународно верифицирани. И тоа сега да стане услов за нашата интеграција натаму. Тука е одговорноста на политичките партии, на лидерствата и така натаму. Јас и вие сме разговарале за ЕУ и за НАТО. Кога бевте министер за финансии, Црна Гора не беше држава. Така е. Срамота е после. Гледате кај појде тоа е Босна и Херцеговина поднесува сега апликација. Срамота е. Тоа јас го кажав во интервју. Пазете сега ние објективно гледан. И јас тоа ќе го потенцирам и во извештајот сега на годишното собрание. Однос на Копенхагенските критериуми кои што се однесуваат на демократијата, на човековите права, на судството, судската заштита, на заштита на заедниците и така натаму, ние сме
стоиме многу полошо отколку пред 10-15 години. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центарот. Сум Васко Ефтов, не се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.